Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие се уште следите емисијата Заспи ако можеш на Алфа телевизија. Пред известно време имавме одличен разговор со Бојан Цветановски за состојбата на меѓународните финансиски пазари. Зборувам за разговор кој што беше одлично примен, велам од вас, почитувани гледачи, и при тоа одвоивме дел од тој разговор за она што се нарекува криптовалути, за светот на дигиталните пари и според она што можев да го заклучам од вашите реакции, потребно е малку силно да се загребе во овој свет, малку подобро да се објасни што се случува, па затоа одлучив да повикам вечерва експерт кој што таа проблематика навистина ја познава во незината суштина, имено професорот на факултетот за информатика Орце Симов. Добра вечер. Добро вечер и благодарам на поканата. Се разбира, господине Симов, реков дека сте професор на факултетот за информатика, IT експерт како што се нарекува. Имате впрочем уште едно цело чудо на функции и активности. Јас не можам да ги запаметам, впрочем, но еве, кажете ако сакате вие. Па еве, јас сум и председател на ИКТ комората при Сојузот на стопански комори и во исто време и подпредседател на Сојузот на стопански комори. Да. Мислам дека ова е доволно ако продолжиме да редиме што се прави. Господин Цимов, ќе изгубиме многу време со оглед на фактот дека самиот рече мора да стане наутро во 5 часот, а работниот ден му завршува доцна навечер. Да, така. Тоа потсетува на еден поранешен премиер кој што нели наводно не спиеше воопшто, меѓутоа во вашиот случај е навистина така, за тој не знам, можеби е навистина така, но тоа е друго прашање. Велам ќе навлеземе малку подлабоко во суштината на криптосветот, кој што е многу актуелен во последниот период. Многу македонски граѓани се заинтересирани за него, некои се и длабоко навлезени и учествуваат во целата таа приказна, вложуваат пари, некои горат, некои па можеби се збогатуваат, не знам. Во секој случај, ајде да започнеме од самата основа. Како функционираат криптовалутите воопшто? Па криптовалутите се базираат на блокчейн технологијата, а блокчейн е технологија што е стара повеќе од 30 години. Таа потекнува од 1991 година се првите зачетоци. Блокчейн всушност представува база на податоци. Тоа е база на податоци во која што информациите се сместени во блокови и тие блокови се редат еден позади друг во еден хронолошки ланец. И затоа се вика блокчейн или синџир од блокови преведено на македонски. Податоците во блокчейн може да се сместуваат различни типови на податоци. Тоа е значи како некоја друга база на податоци. Во моментот најкористени бази на податоци, тоа нешто што е многу попознато се релационите бази на податоци или Relation Database Management System. Во нив податоците се сместуваат во табели, во редици и колони. Може да се пристапува преку Structured Query Language, посебен јазик, до било која редица и колона да се менуваат податоците. Кај блокчейн податоците не се сместуваат во табели, туку се сместуваат во тие блокови кои што се наредени еден позади друг. Кај криптовалутите се користи таа блокчейн технологија за сместување на податоци и таму податоци се трансакции, финансиски трансакции, од која на која адреса се префрлаат одредени средства од некоја криптовалута. Ние тоа би го нарекле сметка, вака народски. Тоа би го нарекле сметка, да. Всушност тоа е сметка и таа сметка се состои од два дела, од приватен клуч и јавен клуч. Тоа јавен клуч е како некоја жиро сметка во банка. Тоа е нешто што можеме да го дадеме што го покажувате на картичката бројот. Добро. Да, тоа е тој број што можеме да го симплифицираме сега, јасно. Тоа е број што го покажуваме на секој, доколку тој број го дадеме на секој, некој што има криптовалута од тој тип може на тој број да ни префрли одредена сума на таа криптовалута. Додека да можеме да плаќаме, ни треба тој приватен клуч. Тоа е фактички пасвордот што го користиме во картички. Така, тоа е пасвордот или потписот да речеме во банка. И тоа не смееме да го дадеме на никој. Тие приватни клучеви треба да се чуваат затоа што некој ако го знае тој приватен клуч, тој ќе може да пристапи до нашите средства што ги имаме на таа жиро сметка на тој број и да ги потроши тие средства. Како што тој мисли, да. Сега, добро, ова е основата на целата процедура, така да кажеме. Да. Со оние измами што се случуваат во тој свет, ќе дојдеме подоцна на таа тема, видовме како функционираат еве со оној случај со конти, мислам се викаше, кај што луѓето практично ги давале своите сметки и плаќале некаде нешто. Меѓутоа, овој систем не е нелегален, меѓутоа не е ниту легален.
практично не е влезен во она што се нарекува легална трансакција. Меѓутоа функционира и никој нема проблем со него, ако разбирам добро. Тоа се финансиски инструменти кои што можат да се користат за плаќање или пак за чување на вредност. Тие во Македонија не се дефинирани во закон. Иначе во светот, ако земеме во светски рамки, има земји во светот кај што може дури и даноци да се плаќаат во криптовалути. Ел Салвадор мислам да го направи тоа. Ел Салвадор го направи, тие како земја веќе го прифатија биткоинот, чуваат одредени резерви од државата во криптовалути, да речеме во Колорадо, во една од земјите во САД може да се плаќаат даноци во криптовалути. Во криптовалути? Да, во криптовалути. Во Швајцарија кантонот ЦУК исто така прифаќа криптовалути и во светот е тоа регулирано, не прифаќа. Кај нас во Македонија малце покасно прифаќаме нови технологии. Како и се, впрочем. Како и се, не сме тука, треба малку побрзо да работиме на тоа, да прифаќаме нови технологии, да законски биде дефинирано дека може да се работи таа технологија и доколку ги прифаќаме технологиите кога тие се појавуваат во нивниот раст и сето тоа доколку е комбинирано со знаење, ќе резултира со појава на нови иновации кои што пак ќе резултираат со зголемен бруто домашен производ, зголемени приходи и така натаму. Иначе од ова вие што зборувате, морам да признам дека ми изгледа дека вие приказата криптовалутите ја воспримате на еден позитивен начин. да. Ова е многу важно кога професор на факултет за информатика вели, има одредена тежина, внимавајте затоа што некој ќе рече професорот можеби оправдува нешто што е опасно, бидејќи има стигма една одредена кај луѓето што не разбираат, особено реков заради тоа што некои луѓе горат во наводници, губат пари во овој свет, можеби од незнаење, можеби од лакомост, како и да е. Можеме ли малку да се држиме на терминологиите во криптосветот или ајде поведете? Така, да. Самата технологија е многу сигурна и измамите се случуваат и во фиат парите, и во тие нормални пари. Измами има во долари, во евра, во денари, во се има измами. Има криминали во тие валути. Луѓе губат пари и на тој начин. Но објаснувањето е, професор, објаснувањето е дека кога вие вложувате одредени пари во реалниот свет, така, имате некаква заштита, условно кажано, од Народна банка, на држава, гаранција имате од банката кај што влогувате и така натаму, додека во овој свет практично, според тоа објаснување, ја што го добив од некои луѓе, вие немате на кого да се пожалите, немате на кого да се повикувате, самиот ризикувате, ако изгубите, што да ви правиме? Така, блокчейнот кој што се користи во криптовалутите, тоа е база на податоци која што не зависи од централно тело. Таа е дистрибуирана база на податоци која што се наоѓа на копија од таа база на податоци на многу компјутери во светот и никој не е собственик на таа база на податоци. Значи нема централно тело на кое што ние треба да му веруваме. Едноставно Па тоа не е проблем. Тоа е направено на механизам да немаш доверба во никој, а сето тоа да функционира максимално доверливо. Значи податоците во блокчейнот не постои можност да се сменат. Тие се наредени во таков ланец од блокови и тоа се базира на една технологија што можеме да објасниме во суштина како функционира и што значи тоа мајнинг или копање. И тоа возможува да таа база на податоци е транспарентна, таа е отпорна на промени и да не може да се направи апсолутно никаква манипулација. Едноставно, никој не може да промени некаков податок, да направи некоја трансакција што не е валидна, а во исто време нема централно тело што е одговорно за таа, да речеме, криптовалута. Затоа што не постои практично некој основен контролор. Например, не постои основен контролор и ние однапред знаеме што ќе се случува во таа криптовалута. Од тој аспект, ако гледаме, тоа е многу сигурна технологија. Да речеме, ние кога работиме за класични пари или така наречени фиат пари, кои што ги контролира одредена централна банка, таа централна банка во зависност од условите во економијата, макроекономски состојби, микроекономски состојби, тие можат да одлучат да повлечат одредени финансиски средства, да пуштат во оптек нови финансиски средства и ние да не знаеме што се случува. Кога нашите пари се наоѓаат во некоја банка, класична, ние треба да имаме доверба дека они тоа го чуваат како што треба, дека состојбата на жиросметките нема да се промени во нивниот IT систем и така се ќе биде како што треба и ние едноставно имаме доверба во тоа. Кога се работи кај оваа технологија во која што се чуваат податоците за криптотрансакциите, тие се распоредени на транспарентна база на податоци во цел свет, која што и секој може да ги види тие трансакции што се случили. Немаме некое централно тело на кое што треба да му веруваме. Добро, јас сакам да кажам дека јас себе како личност можам да ги видам процесите јавно, отворено за
милиони веројатно Тоа трансакции. може да се види кај биткоинот конкретно. Во овој момент има над 870.000 блокови што се наредени во тој ланец од блокови. Тамо на секој од прилика 10 минути се случува нов блок и сите трансакции на префрлање на средства од една на друга сметка се зачувуваат во тој блок од 10 минути. И после тој блок треба да се направи одреден процес што се вика мајнинг или копање, за да може да се закачи на блокот и да се чува интегритетот на базата. И трансакциите во тој блок се отворени и секој може да ги види сите трансакции кои што настанале од јануари 2009 наваму. Во тој аспект кога почнало. Во тој аспект има максимална транспарентност. И не постои никаква речи си ни теоретска шанса некој да промени било какви податоци во тој блок. Тие бази се викаат immutable или неменливи бази. Вие не можете да се вратите назад и да смените било што. Значи, Добро. додека кај Сега да ве прашам, околу терминологијата, пред да дојдеме до мајнингот или до копањето кој што на многумина и натаму не им е јасно. И мене е искрено не им е јасно што тоа почнем се копа, што е тоа proof of work и што е тоа proof of stake. Тоа се протоколи со кои што се обезбедува интегритетот на базата на таа база на податоци во кои што се чуваат трансакциите на тој блокчейн. Proof of work е технологија при која што треба да се врши одредено процесирање за да се пресмета некоја хаш вредност за да може тој блок да се додаде на ланецот. Таа хаш вредност е? Хаш вредност е излез од некоја функција. Има функции што се викаат one way function. На тие функции во еден правец функции, добро? Функции во еден правец. На тие функции може на влез да им дадете било што, а на излез се добива одредена вредност. Кај биткоинот се користи Secure Hash алгоритам од фамилија 2, 256 битен. Тоа значи вие... Професоре, морам да признам, ова Не, нема да видите што, тоа можеме да го објасниме. Значи 256 битен, тоа е број што има одреден број на цифри. И вие на влез може да дадете било што. Може да дадете еден број, може да дадете цела книга, може да ги дадете сите книги што постојат во светот. Таа хаш функција на крајот ќе произведе еден 256 битен број. И сега 10 трансакциите што се случиле во временски период од 10 минути, они се сместени во тој блок и се запишани од која на која сметка се префрлаат одредени средства. За да тоа може да се закачи на блокот и да има интегритет, мора да се ископ. Копањето значи дека ние да најдеме нешто што се вика уникатен број или нонс кај во таа технологија што треба да го додадеме на тие информации за да хаш функцијата кога ќе го изврши тоа пресметување напред се добие број со одреден број на нули. Односно бројот треба да биде тој 256 битен број треба да биде помал од одредена вредност. И тоа е всушност копањето. Професоре, ова навистина за мене барем е многу компликувано, вака вие како што го обяснувате, веројатно му е јасно на тој што следи, меѓутоа еве мене ме најдовте во една тотална збунка. Што појаволите копаат луѓево? Па и зошто трошат толку многу струја? Тие, да, треба одредени чипови што пресметуваат хаш вредности. Значи не е многу тешко, не се решаваат ни некакви равенки, не се никакви сложувалки, не се пресметуваат. Не знам што, да. Значи тоа е алгоритам, значи не мора гениален математичар да бидете. Тоа се вика хаш, имате функција што пресметува вредност и вие и давате на влез нешто, таа пресметува. И тука се употребува принцип на brute force или груба сила. Вие мора да го менувате тоа нонс што го закачувате на останатите информации во блокот за да видите што ќе се добие. И кога мрежата на биткоинот дава колку нули, односно од кој број треба да биде помал нашиот број што треба да го добиеме. И копањето всушност значи експериментирање, односно да вие најдете број, тој нонс број што се додава на останатите трансакции во 10 минутниот блок за да кога ќе се пресмета хаш вредноста, напред на тој 256 битен број се добијат одреден број на нули. За да добиеме некој број помало од одредена вредност. Например, па велите дека е јасно, ама мене ова навистина не ми влегува во глава што кажувате. Битно... Зашто некој локален лик во Македонија, да не му спомнам име сега, седнал во ГТЦ, ставил 10 мокни компјутери, троши струја како за 2 фабрики и копа. Што прави погеволите човеков? Бира некој број таму пронаоѓа. Тоа го пронаоѓа тој број што треба да се додаде на блокот од трансакции за да хаш вредноста од функцијата е помала од одредена вредност. А зошто тоа троши толку многу струја? Затоа што треба да се прават многу пресметки. Не може да се тој број не може да се најде лесно, затоа што вие да речеме сега ако го додадете бројот 2000, он ќе предизвика напред да се добие во хаш вредноста 3 нули. Ако додадете 2001, нема да има ни една нула. После може да го додадете 2002, ќе има 6 нули.
а ви треба да има напред 18 нули. И тоа експериментирање со броевите, да ја пронајдете вистинската вредност, бара многу така наречена груба сила. Тамо не постои можност да на друг начин се најде тој број, освен со пробување. Ставате број, пробувате, не е тоа. Ставате друг број, пак пробувате. И додека не го пронајдете додека не се пронајде тој број што треба да се додаде, за да има одреден број на нули напред во 256 битниот број, односно излезот од хаш функцијата да биде помало од еден број, цело време се експериментира и затоа треба... И колку време му треба просечно на еден човек да ископа, не знам, еден биткоин? Па човек не човек, не е битно, на организација. Има машини, тоа се машини. специјални ASICS чипови на класични процесори што ги користиме ние во класичните компјутери, тие не можат, нивните можности се далеку слаби за да пресметуваат хаш вредност. Се користат посебни чипови кои што се специјално прилагодени на тоа, направени за тоа, тие се викаат ASICS чипови. Добро. И тие пресметуваат многу голем број на хаш трансакции. Значи, ние во моментот мрежата е некаде биткоин мрежата 700 екса-хеша во секунда. Тоа значи 700 по 10 на 18 Боже мили, па хеш функции можат во една секунда да се пресметаат. И со таков капацитет на пресметување, од прилика за десетина минути се наоѓа таа вредност што треба да се додаде. Затоа што блокот треба да се закачи за десетина минути. Затоа што наредниот блок доаѓа за десетина. И кој ќе го направите тоа, ако успеете, еве? Кога ќе се најде тој се закачува на блокот и потоа тој што го пронашол блокот, он ја добива наградата. Во моментот, тој што ќе го пронајде блокот, добива нови 3,125 биткоини што се емитуваат на секој десетина минути и плюс трошоците за трансакциите кога се префрлат од една на друга сметка. За да префрлите од една на друга сметка, се плаќа одреден надомест во биткоини и тој што ќе го пронајде тој број, што ќе има среќа да го пронајде тој број, он ги добива сумата од тие трансакции плюс наградата од 3,125. И сега, кога зборувавме претходно за биткоинот, тука битно е дека биткоинот однапред се знае во секој момент колку биткоини ќе има во оптек. И тоа се знае за цело време. А последниот биткоин ќе се емитува 2140 година. Значи, предвидено уште 2009 година, дека на секој 210.000 блока, еден блок трае 10 минути, тоа се 2.100.000 минути или отприлика 4 години. Ќе се емитуваат во почетокот по 50 биткоини на блок. Па после 210.000, односно после 4, тоа ќе се намали за двојно. Па поново за двојно, така и на крај ќе остане исклучително малку. Тоа се вика халвинг, да. Во моментот од април 2024 до негде април-мај 2028 ќе се емитуваат по 3,125 на секои 10 минути. После тоа ќе се намали за 1, колку ќе му дојде, 1,625, па после за 0,8 и така натаму. Па кога ќе останат исклучително малку, тога што? 2140 од 2136 до 2140 за тие 4 години ќе се емитуваат нови само 0,03 биткоини. Значи многу мала вредност ќе се емитува нова. Меѓутоа тоа не значи дека технологијата ќе престане. Затоа што се случуваат трансакции од една на друга сметка. За да тие трансакции ви за да префрлите од еден на друг, се плаќа некаков надомест и тие што ја одржуваат таа мрежа на биткоин, они ќе го добиваат тој надомест. Кој ја одржува таа мрежа? Тоа никој не ја последува таа мрежа, корисниците, сите корисници заедно се собственици на таа мрежа и тие што имаат такви машини за копање, односно машини со ASICS чипови кои што пресметуваат, они можат да додаваат блокови и да добиваат награда. А дополнително на тоа има и компјутери на кои што се наоѓа таа дистрибуирана база на податоци која што во моментот е над 670 гигабајти. Значи вкупно сите трансакции што се случувале од 2009 до сега, нивната големина е 670 мегабајти и таа е дистрибуирана и еднаква на многу и се наоѓа на многу компјутери во целиот свет. Што е тоа новчаник за криптовалути? Новчаник за криптовалути тоа е некаков, може да биде хардверски уред или апликација на која што вие ги чувате криптовалутите. Како што ние имаме класичен новчаник во која што чуваме тие класични фиат пари, денари, книжни или метални пари и така натаму, дигиталните криптосредства се
чуваат во такви дигитални новчаници. Паричник е по македонски, добро, Тоа е седно. паричник, да. Тој паричник, всушност, тој во него се чува приватниот клуч. Аха, оној кај што не смеете Тој што не смее, фактички, да, добро. тој што не смее да се даде на никој. Тој приватен клуч кај биткоинот е 256 битен. Тоа значи дека вкупен број на можни комбинации на такви клучеви е 2 на 256. Тоа е прилично голем број, или неговата големина е илустративно да кажеме 1,15 по 10 на 77. Тоа значи бројот има 77 цифри. Тоа не може да го пробие никој. Тој сега. не може да го пробие никој. А зашто да го чувате негде? Не може да си го запишете некаде, како да кажам, приватно на вашиот компјутер да си го Тој ставите? може да се запише. Тоа е всушност тој приватен клуч, тоа е број, многу голем број. Но зашто би го чувале во паричник? За да може За криптовалута. за да може да префрлите од една на друга сметка, вие тоа мора да го ставите во компјутерска програма, што се така. извршува на компјутер или на мобилен телефон, и таа компјутерска програма, да речеме, тој паричник е за биткоин. Сега има паричници кои што поддржуваат многу валути, не само биткоинот. Да, Ги поддржуваат Ethereum, не највеќе знам тамо што, Ethereum, да. 300-400 криптовалути, и вие со еден таков паричник може да плаќате или примате средства за повише А криптовалути. овој пасвордот или тајниот клуч, може да го менувате неговиот број или тоа е тоа? Тој таен клуч е 256 битен број и вие може да генерирате колку сакате. Тоа е толку голем број што практично бројот се проценува дека бројот на атоми во видливиот универзум, во сите галаксии, на сите звезди, во све што постои во универзумот е 10 на 80. Ова е 10 на 77. Значи само 1000 пати е помалку од тоа што има атоми во универзумот. Значи ние може да замислиме дека да некој го најде нашиот приватен таен клуч, тоа е исто како да погоди некој атом во некоја галаксија, во некоја Да, неверојатно, тоа е невозможно. Да, практично тоа е невозможно. И затоа, ако се погреши во некоја трансакција, доколку вие префрлате средства и ја сгрешите таа сметка на која ги префрлате тие пари, не дека тоа е теоретски е возможно, ама практично е невозможно некој да ја врати назад таа трансакција и да ги врати средствата. И затоа има и изгубени биткоини. За некои од нив има интересни приказни дека луѓето ги бараат. Што значи тоа изгубени биткоини воопшто, не? Па вие, да речеме, ако го изгубите Сум го чул терминот некој изгубил биткоин. Како можеш да изгубиш биткоин? Не, тоа нешто што ќе го држиш во раце, па. Ако имаме на одреден приватен клуч, на тој 256 битен број, ако имаме одреден број на биткоини и ако го изгубиме приватниот клуч, ние сме ги изгубили биткоините. Не можеме да го најдеме. Да речеме, интересен е еден случај на хард диск, што еден од раните прифаќачи поддржувачи на биткоинот од 2010-2011 што работел со таа технологија, имал на хард диск 8000 биткоин. И случајно 2013 година неговата девојка го фрлила тој хард диск на кој што се наоѓал приватниот клуч. Не и требало, добро. Не и требало, на него има 8000 биткоини. Тоа се страшни пари. Тоа е во сегашна вредност, ако земеме дека е некаде во еден момент дојде и на кај 100.000 долари, значи еве да земеме дека е 100.000 долари, тие 8000 биткоини чинат 800 милиони долари. Значи практично ги изгубил 800 милиони затоа што девојка му рекла што ќе ми овој хард диск. И добро, ова е невозможно да се врати, веќе сакате да кажете. Тоа е тоа. Тоа не може да се врати, единствена можност е да се најде приватниот клуч. Лицето побара од Па како ќе се најде приватниот клуч? Лицето веќе долго време од 2013 до сега низ многу обиди побарува во депонијата да го најде хард дискот. Па бога ми, јас би го барал. Јас би го барал за 800 милиони. Побарува од општината која што управува со депонијата да му дозволи, тој веќе дава одредена награда на општината и вети дека ќе даде 30% од средствата само да му дозволат. Сега десетици луѓе буквално буричкаат низ ѓубришта, низ сметот и бараат кај е хард дискот. Тој проценува дека неговиот хард диск може да се наоѓа во дел од ѓубрето кој што имало тежина околу 100.000 тони, меѓутоа не му даваат одобрение затоа што ќе направи еколошка катастрофа, така што Каде е тоа рековте, во Колорадо? Тоа мислам дека е во Велика Британија. А во Велика Британија. Да. Ајде луѓе да се упатиме во Велика Британија да го бараме хард дискот. Човекот оставил многу пари. Ова е неверојатна информација. Генерално, информациите што ги кажувате мене ми делуваат наистина чудоневидувачки. И сега прашањето на сите прашање е кој поѓаволите го смислил сето ова? Постои еден човек, ако воопшто постои, впрочем, постои едно име, вака ќе речам, на лице кое што се вика Сатоши Накамото, тоа го спомнавме и минатиот пат. Меѓутоа и ценетиот гостин од претходно рече дека воопшто не сме сигурни дали овој Накамото
воопшто постои, дали е во прашање една индивидуа или се во прашање некаква група, организација, дури можеби некаква држава, некоја служба, која што се тоа го смислила, затоа што е многу компликувано некој да седи само дома и да рече, знаете што е да направам ја еден нов систем. Така. Па тоа е комбинација од повеќе технологии. Кога се појавило од 2009, значи биткоинот или криптовалутите се базираат на блокчейн база на тип вид на база на податоци што постоело од 1991. Потоа има хаш функции за пресметување на хаш вредности. Тие постоеле пред тоа. И кога ќе се интегрираат две различни технологии, се добива криптовалута. Инаку обиди за такви видови на пари имало уште 96-7 година. Има едно лице, Ник Сабо. Тој направил BitGold се викало тоа, па не успеало и така натаму. А на овој Сатоши Накамото успеа. Да, тој успеа. Он го дефинирал тоа дека биткоинот ќе има вкупно во оптек 21 милион биткоини, нема да има повеќе, значи однапред знаеме колку ќе има, колку ќе бидат емитувани. Дури кога ќе заврши копањето, нема да заврши тоа. Што ќе заврши емитувањето, а копањето може да продолжи. Само нема да се емитуваат нови, тие што ќе продолжат да копаат по 2140, они како награда за нивниот ангажман во копањето ќе ги добиваат надоместоците што се плаќаат за префрлање на средства. Но професор, да збориме тоа не се знае кој е тоа лице. Да зборуваме реално, 2140 е ние сигурно нема да доживееме, било кој сега што во моментов живее, веројатно освен ако не се измисли некоја особено силна таблета за продолжување на возраста на луѓето, така што тој дел не е толку важен. Меѓутоа, повторно ќе речам, еве според вашето огромно искуство, можно е тоа да е еден човек во прашање? Или сепак е во прашање некаква организација, некоја сериозна, некое друштво технолошко кое што има одредена намера, бидејќи иако имате вака асоцирано на некој јапонски лик кој што седнал и мислел, мене ми звучи премногу компликувано значи, тој производ биткоин како криптовалута што се базира на таа блокчейн технологија не било нешто сосема ново во тоа време. Тоа било нешто што се базира на постоечки технологии. И тоа лице што го направило само ги интегрирал во производ тие технологии. Добро, како кажувате, ги интегрирало, еве јас сакам да интегрирам автобуси и камиони, ама нема да ми успее. Така, да. Тоа може да биде и едно лице, не е невозможно да биде и едно лице, а може да биде и тим. Значи, почнато е 2009 во јануари, некаде bitcoin.org доменот е регистриран во август 2008 година, а во 2009 на 3 јануари е ставен првиот блок, генезис блок на криптовалутите на планета. Тоа е основата. Тоа е основата и сега лицето не е јавно познато, тоа се појавува по едно име Сатоши Накамото. Не е познато, меѓутоа има еден куп пари. На криптовалути, мислам. Да, тој се предпоставува дека на неговите броеви, тие приватни клучи, броеви или жиросметки, акаунти да речеме, се предпоставува дека има околу 1 милион биткоини. И сега тие 1 милион биткоини некаде со сегашната вредност се околу 90 до 100 милиарди долари, во зависност од вредноста на биткоинот. Но не ги повлекува, што е интересно. Не ги повлекува долго време, од 2000 нема никакви движења на неговите сметки од тој период, така да има секакви предпоставки за кое лице се работи, повеќе лица беа поврзувани, сите тие одбија и едноставно кажаа дека не се тие тоа лице и сега за сега не се знае дали е тоа едно лице, некој група или кој стои зад тој за тоа име Сатоши Накамото. Сега учест на тоа Сатоши Накамото, биткоинот иначе како единица, бидејќи вкупно ќе има 21 милион. А на начините затоа што во почетокот цената била многу ниска. Например, интересен е примерот 2010 на 22 мај 2010 година, лице кое што бил исто така ран прифаќач на криптовалутите и учествувал во тоа копање, затоа што тоа многу полесно се копало и се добивале многу поголеми награди. По 50 биткоина на 10 минути се добивале во тоа време. Има потрошено на 22 мај 10.000 биткоини да купи две пици. Тие двете пици чинеле $25 во тоа време, биткоинот бил 0,0047. Значи он практично и сега 22 мај се слави како денот на пиците. Тие 10.000 биткоини во моментот се некаде на кај 10 милиарди долари. И сега сака да кажете дека собственикот на пицеријата, ако не ги продали тој од некоја причина, човекот што можеби имал вложено, не знам, некои ситни пари за да држи пицерија, сега е милиардер. Тие 10.000 биткоини во сегашна вредност се
имаат износ од прилика 9 до 10 милиарди долари во зависност Зашто од не вредноста отворив пицерија тогаш? Грешки. Ова се грешки во кариерата секако, јас се заглавив на телевизија. Но добро, постои нешто што се нарекува најмала единица на биткоин или е еден сатоши, јасно, тоа е во чест предпоставам на човеков или на друштво во кое што се нарекува, се крие за сатоши Накамото. Еден сатоши тоа е 100 милионити дел од биткоинот. Значи биткоинот може да се дели на делови од по 100 милиони и може да се купат, односно да се прави трансакција на колку треба. Ние, ако земеме во предвид дека вкупно има 21 милион биткоини, а во моментот во оптика има нешто помалку од 19,8 милиони, и од тие се проценува дека 3 до 4 милиони се изгубени, значи во оптика има околу 15 на милиони и уште 1,2 милион ќе се издаде до крајот на 2140 година. Не може секој човек да има биткоин, затоа што на планетата живеат во моментот над 8 милиарди луѓе, а ние вкупно ќе имаме 21 милион. И тоа е една од причините зашто биткоинот има толкава вредност, затоа што побарувачката расте, а понудата опаѓа се повеќе и повеќе. И не може секој да има. Сега не мора да се поседува, може да се поседува дел од биткоин, може 0,1, 0,01 до 100 милиони дел од биткоинот. И тоа до 100 Тој 100 милионите се вика тоа се вика сатоши. Сатоши. Како ние да речеме што имавме на денар од 100 дел што се викаше дени или цент што се вика, што исчезна, да речеме во еврата тоа се вика 1 цент. Така еврото може да се дели до 100 дела, биткоинот може да се дели до 100 милиони дела. Па добро, меѓутоа таа вредност е веќе ништо сепак, мислам. Ако имате вие, не знам, еден сатоши, тоа е ништо. Па тоа еден сатоши веќе и со цените што ги има се приближува и до цена од отприлика 1 денар, така да нешто. Но сега ајде да влеземе во ова реал, ќе речев реал политика, во реалниот свет, откако Доналд Трамп победи на изборите во САД, тоа веќе е коментирано, нагло почна да расте биткоинот, цената на биткоинот достигна веќе речиси 100.000, тоа се сметаше за некоја плафон цена која што може да ја постигне, меѓутоа дали сметате дека само победата на Трамп е причина за ова наголо раст на цената на биткоинот или во прашање нешто друго? Бидејќи ако се извинувам, обяснувањето што мене ми ги дадоа луѓе што разбираат е дека во криптовалутите се заснова на доверба. Довербата која што ја имате во криптовалутата расте затоа што еден Илон Маск, да речеме, е поддржувач, затоа што Доналд Трамп како председател иде на Америка и поранешен добро ја поддржува, автоматски луѓето веруваат во нејзе и учествуваат во купување или продавање сеедно. Тоа е суштинската причина. Па криптовалута, треба да има сега голем број на луѓе имаат доверба во таа технологија. Таа технологија и довербата се гради затоа што не зависи, нема централно тело, централен авторитет на кој што вие треба да му верувате. И не знаете он што ќе направи. Тука однапред се знае што ќе се случува со таа криптовалута, колку ќе има во оптик, како ќе биде. Добро, но зошто пред 2 години беше 2 пати помал него сега? Тоа ми е прашањето. Зошто сега расте, ќе отиде да не знам каде? Сега расте затоа што трошоците за копање, за тој мајнинг се зголемуваат, затоа што понудата се намалува. Во април оваа година настана тој халвинг и сега на 10 минути се емитува двојно помалку од што беше пред тоа. Претходно беше 6,25 биткоини, сега е 3,125 на 10 минути. Едноставно се повеќе и повеќе луѓе се заинтересирани, затоа побарувачката за таа криптовалута расте, а понудата опаѓа. Двојно помалку се емитуваат, се помалку и помалку има и како што кажавме, 21 милион вкупно ќе има, луѓе има над 8 милиарди, не може секој да има, и луѓето сакаат да чуваат вредност во тоа. Биткоинот е погоден за чување на вредност. Тој не е толку погоден за секојдневни плаќања, вие да плаќате со него да купувате. Во најголем дел од земјите не може тоа да се прави. Да, во него нема луѓе што нема доволен број на трговци, да речеме. Меѓутоа, вие може да се прави диверсификација на тоа што чуваме како вредност. Луѓето имаат одредено богатство. Некој дел од тоа чуваат во акции, може да се чуваат на берза, друго може да се чуваат во недвижен имот. Јасно. Во благородни метали. Дел од таа диверсификација е да се чува и во криптовалути, затоа што лесно се менаџираат со тие криптовалути. Но што, ама чекајте малку, и тука има ризик. Никој нема гаранција, например сега биткоин, етериум, што и да е, дека за 6 месеци од сега нема да се преполови неговата вредност.
и вие вложите на памет зборам 10.000 евра, тоа се за мене многу пари. Така. Ако ми станат 5.000, прилично ќе се разочарам. Цената на биткоинот доколку гледаме во кратки временски интервали, таа е прилично нестабилна. Може нагло да расте, нагло да опаѓа. Меѓутоа, на долги стази, ако се гледа, на долг временски период, ќе се види дека цената на биткоинот е во константен раст. Таа е ако пресметуваме, например, индекс Moving Average, тоа е просечно вредност на движење. Тоа просечно движење ќе видиме таа крива на просечно движење дека е во континуиран пораст. И никогаш не е во пат. Тоа значи дека треба да имате нерви во случајот, да бидете стрплив, да. Тоа треба да се има нерви. Тоа е исто како Ворен Бафет што го има кажано за берзата. Он има една добра изрека за берза, вика берзата е машина што ги префрла парите од нестрпливите на стрпливите. Значи треба да имате одлична дефиниција, да. Значи тоа нешто важи и за криптовалутите. Тоа е некаков систем кој што може да префрла пари од нестрпливи кон стрпливи. Кога се инвестира во тој инструмент, во тоја финансиска можност што и представува пред се средство за чување на пари, треба да се инвестира не нешто што го загрожува животот на човекот, туку тоа што може да се дозволи да се изгуби. Во превод тоа што ви е вишок во моментов, да речеме. Тоа е што и да го изгубите, нема да ви се поремети животот. Сега не треба некој да ја продаде куќата или станот. Но некој тоа го прават. Тоа некој го има, има луѓе тоа што го имаат направено и нивните добивки се огромни. Меѓутоа тоа се и големи ризици. Да речеме, тоа го има и направено, мислам, и основачот на Binance, кој што сега е еден од најбогатите луѓе во светот. Binance е менувачница на криптосредства што прави најголем обем во светот и основачот нејзин 2013-14 ги има речиси целиот негов имот го има продадено и ги има вложено во биткоин. Тоа го имаат направено и други луѓе. Меѓутоа тоа ние не можеме да го препорачаме затоа што сепак најпаметно е да се вложи тоа што и ако се изгуби нема да поремети ништо во животот на одредена личност. Генерално ова порака, како да кажеме, за се во животот, реално немојте да вложувате. Меѓутоа човечкото око е по дефиниција лакомо, луѓето сакаат брзи пари. И сега тука доаѓаме до тој момент, како доаѓа до измами во светот на криптовалутите? Па со тоа што го спомнавте, затоа што луѓето сакаат брзи пари. Брзи пари и брзи заработки не постојат. Еве пак да се вратиме на еден од најголемите инвеститори во светот, Ворен Бафет или на Питер Линч. Нивното остварување или приход што го прават е 20% годишно. Значи најдобрите во светот што пресметуваат, што имаат системи, технологии, проучуваат, што имаат вработени, они прават зголемување на приходите за 20%. И сега ви доаѓа на вас некој лице и вика јас ќе ви направам 200% дневно или 100% или 50%. И веднаш треба да се запали алармот дека некој тука да лаже. Веднаш треба да се запали алармот дека тоа нешто не е во ред. Всушност технологиите на кои што се базираат криптовалутите, биткоин, етериум и останатите познати криптовалути, тие се многу сигурни и тука нема измам. Измам има во друг дел, затоа што се доаѓа некој лице, ветува на некој нешто, тој верува во тоа, ќе му даде права на пристап, ќе му ги префрли, да му ги управува, да тргува затоа што ќе му дава и на тој начин се земаат средствата. Сега имаше пропаѓање и на одредени криптоберзи. На берзите? Да, пропадна берзи. Меѓутоа пропаѓаат и банки. Тоа не значи дека самата криптовалута не се... Криптовалутата е сигурна. Несигурни се некои системи што се користат за да се работи со ти. Вие ако ја чувате таа криптовалута на вашиот приватен клуч, тамо не може ништо да се деси. Никој нема да го земе. Меѓутоа една од првите што пропадна е МТ-Gox. Таа пропадна пред 10 години. Значи сега кога и тука препорака е за тие што имаат криптосредства, да не ги чуваат сите нивни криптосредства на берза. Тие треба да ги чуваат криптосредствата на приватни клучеви, кои што ќе ги чуваат на прилично сигурно место. Може да има, да речеме, клучевите може да бидат хардверски, може да бидат апликација на компјутер или на мобилен телефон, или може да бидат paper wallet. Тоа е на хартија да го отпечатите приватниот клуч. Добро. Да не е онлайн, да не е на компјутер. И треба, доколку ги чувате средствата на таков клуч, и тој клуч е сигурен, никој не може да ги земе, никој не може да го измами. Сега, може да се случи, средствата се наоѓаат на некоја криптоберза и таа криптоберза некој да ја хакира и да ги земе средствата или пак и тогаш што?
тогаш се изгубени средствата. Затоа не треба да се чува. Тоа е исто како да ги чувате во банка и таа банка некој да ја ограби и да нема кој да ве обештети. Значи, Добро, ама во банките имате некаква гаранција, сега реално тамо пишува, не знам, пропадна кај нас една банка, сега да не ја спомнуваме, па се најдува тамо начин таму да ги има вратат парите на луѓето. има одредена гаранција, има фонд за осигурување на депозити, до одредена сума тој фонд ги осигурува депозитите. Кај криптоберзите нема такви фондови, значи на берза треба да се чува само доколку тргувате нешто. Доколку некој тргува, претвара од една во друга и на тој начин остварува одредени приходи, тој дел со кој што тргува треба да го чува таму. Иначе тоа што е за чување на долги стази, тоа треба да се чува на тие паричници, дигитални паричници или на paper wallet-и, на паричник што е на хартија или во некоја апликација што се наоѓа на компјутер или на мобилен телефон, меѓутоа во тој случај треба да се обезбеди да некој не го хакира телефонот или компјутерот. Да речеме некој ако чува биткоини, најдобро е да отпечати приватен и јавен клуч на хартија и таа хартија да ја чува на неколку места. И парите се наоѓаат на таа хартија, тоа не може никој да го хакира. Само треба да се чува хартијата, некој да не ја да не ја стопи. Пак и тука има проблем. Сега овдека прашање, според мене прашање на сите прашања. Колку човек треба да биде навлезен во светот на IT технологијата за да си го дозволи тој луксус самостојно да оперира со криптовалути? Просечен човек како мене, еве, зборувам кој што знае за компјутери, што се вели да отвори Facebook и не знам и Viber, кој што знае основни работи, да теоретски можам да отворам сметка. Меѓутоа ништо повеќе од тоа. За мене е препорачливо да влезам во тој свет. Тоа воопшто не представува проблем затоа што не требаат никакви технички знаења некое лице да има за да работи. Не треба да ги познава тие блокчейни, хаш вредности, функции и така натаму и така натаму. Може лицето да инсталира, има да речеме Trust Wallet, тоа е добра програма, добар софтвер што е за мобилен телефон или на компјутер, има Exodus, еден од најдобрите паричници, или Atomic Wallet и така натаму. И тоа е една програма што се инсталира. И во таа програма ги има неколку стотици најпознати криптовалути, клучевите веќе автоматски се прават. Вие доколку сакате некој да ви плати, се гледа тој јавен клуч што треба да му испрати. Вие треба да направите копи-пейст на јавниот клуч и да го пратите на имејл порака или на некоја месенџер апликација на некој лице и тоа кога ќе ви плати, значи тука не треба не знам како познавање, не треба да е прилично едноставни познавања за работа со компјутер или со мобилен телефон, значи техничките познавања што се потребни за тоа се минимални. Значи мали технички познавања не се хендикеп, хендикеп е огромна лакомост и избрзување, чисто ова да го затвориме како тема. Сега, биткоинот е општо познат, да речеме. Човек кога ќе каже криптовалути, автоматски мисли на биткоин. Така. А вие сега рековте дека има неколку стотици. Па има околу 20.000 различни криптовалути. 20.000? Јас мислев дека се десетина, реално. Не, огромен. Го знам Етериум и го знам биткоин. Има огромен број на криптовалути, некаде бројката од 20.000. Сега, некој ако сака да инвестира во тој свет, треба да проучи во која од тие 20, затоа што многу од тие нема да успеат. И најдобро е за лица кои што не навлегуваат многу, не сакаат да читаат, најдобро е да одат на сигурно, а тоа се првите десетина криптовалути по маркет капитализација. Има еден вебсайт coinmarketcap.com и тамо се рангирани, може да се рангираат по различни параметри, они по дефолт се рангирани по тоа маркет капитализација колку има криптовалутата. Прв е тамо биткоинот, има 1800 милиарди во моментот маркет капитализација, втора е Етериумот некаде околу 450 милиарди. И надале кој се сега првите десетина криптовалути се прилично сигурни, тие имаат голем. Се друго може да представува колку одите надоле во таа листа, ризикот расте, меѓутоа и можноста за добивка расте. Сега зависи лицето што сака. Да речеме, имаше пред некоја година се појави една криптовалута што се викаше Шиба. Таа криптовалута Шиба порасна за една година над 120.000 пати. Боже! Тоа значи дека ако сте купеле, да речеме, лани за $10, оваа година вашите средства што сте ги вложили ќе вредат $1.200.000. Меѓутоа тоа е малце веќе и среќа, како лото некој да игра. Не може да вложите во некои такви што се имаат прилично ниска сума за $10, на пример, вие може од некоја криптовалута сега да купите стотици илјади. И доколку се случи таа идната година да доживее експанзија или огромна вредност, меѓутоа сето тоа е... Но исто така тие и пропаѓаат, исчезнуваат, може и да исчезнат, многу од нив ќе исчезнат. Значи тоа е дали сака во економијата се вика дека ризикот носи профит, но има едно но.
Он носи и профит, но носи и загуба. загуба. Колку сакате поголем профит, толку е ризикот е поголем. Еден познавач исто така ми рече дека дел од овие криптовалути кои што не се толку актуелни, често пати се користат од паметни, особено богати луѓе, кои што ја инструираат јавноста, да речеме, фалејки го дека овој баш облик на криптовалута ќе расте, дека тој вложува внатре и луѓе трчаат, внесуваат тамо пари и потоа едноставно само ги сечат, извинете за изразот, и луѓето ги губат своите пари. Да, има такви случаи. Например, сега да речеме, бидејќи рековме дека има над 20.000 криптовалути. Сите тие криптовалути за нив имаат некаква приказна. Тие што го основале тоа вика таа криптовалута ќе го работи тоа има такви карактеристики тоа. Тие на тој начин ќе функционира овие функционалности. Сето тоа може да звучи во тој така наречен white paper, ги опишуваат тие функционалности и кој ќе го отворите делува убедливо. Делува убедливо, сајтот е многу убав, функционалностите што се опишани се убави. Меѓутоа голем дел од тоа не се остварува после тоа. Значи не заживува, тие функционалности не се користат, не се употребуваат, тимот што го одржува тоа полека се откажува или и они во моментот се врши емисија на одреден број на такви валути. Да речеме ќе емитуваат во почетокот 10 милиони и цената на берзата на некоја криптоберза ќе биде $0,1. Значи вкупната вредност на сите 1 милион, како да се создал 1 милион долари од ништо. И сега ако се купи, а тоа не успее, пропаѓаат средствата. Така што Може ли уште едно просто прашање, лаичко? Теоретски влегувам на пазарот на криптовалути, вложувам мала сума на пари, ми се посреќува за краток или за среден рок, расте страшно многу. Како ќе ги повлечам тие пари? Сум заработил, на памет зборам, сум вложил 500 евра, сум заработил, дај Боже, 50.000 евра и се сакам одма да ги повлечам во вистински пари. Тие пари можат да се претворат во вистински пари, на тие берзи можат да се претворат во евра или долари и да дојдат на жиросметка со евра или долари. Тоа значи му ги продавам на X заинтересиран криптовалутите, а тој мене за возврат ми исплаќа пари на вистинска сметка. Да, тоа не треба ни вие да наоѓате на лице. Да речеме, може на некоја криптоберза да отворите акаунт и тамо тоа е берза што работи 24 часа 365 во годината. Тоа не застанува. Вие имате одредена средства во Етериум, биткоин или некоја друга криптовалута, во моментот се гледа колку е вредноста во долари или евра, вие може веднаш да ги замените. Не треба да барате, само кажувате толку и толку сакам да заменам, тие се заменуваат и ги добивате во таа фиат валута. Делува вака едноставно. Едноставно делува и сега ајде чисто за затварање на целиот овој разговор, значи можеме да заклучиме дали се согласувате или нема, мислам дека да, дека оваа берза има иднина, дека нема да запре. Сега дали Доналд Трамп ќе се одлучи на вистина да ја внесе во легалниот систем на пари, тоа ќе видиме. Меѓутоа и со тоа и без тоа таа има иднина, има простор за напредок, има простор за вложување, но сите мора да бидат свесни дека постојат цела низа на опасности кои што можат да им предизвикаат сериозни економски проблеми. Така, треба да се познаваат технологиите, како што рековме, доколку вие си го чувате вашиот приватен клуч на сигурно место, ништо не може да се случи. А вие може да дојде сега и лице да ви измами, да ви земе 1000, 2000 евра или долари во фиат пари. Го гледаме за жалко вести, тоа и земаат на луѓе за се што, да. И за тој криминал што се случува не е до технологијата. Технологијата функционира во ред. Поради други причини се случуваат тие работи. Инаку во САД, како што рековме, во Колорадо може да се плати данок во биткоин. Во Швајцарија во одредени кантони се плаќа. Но имам впечаток дека едно време целата таа приказна одеше силно и имавме впечаток генерално дека многу брзо ќе дојде до момент кога во криптовалути се живо ќе може да плати на сега, но тоа не се случи. Па тоа зависи лица што продаваат одредени производи или услуги, дали сакаат да прифаќаат на плаќање во криптовалути. Зошто фирмите не се нафаќаат на таа работа толку често? Според очекувањата да речем. Зошто не може да влезам било каде во продавница и да си платам во биткоин, да си платам фармерки, да си платам не знам со одело. Има одредени места кои што го прифаќаат, како што го спомнавме уште 2010-та, пицерија што прифаќала биткоин 2010-та. Има такви продавници. Во Јапонија има и картици, како платежни картици со кои има маркети со кои што може да се купува во биткоин. Имате вие картица што е на која што има криптовалути, што може веднаш се претвараат парите во реални пари, може да се купува, плаќа било каде. Сега очекувате дека сето тоа ќе се мултиплицира? Тоа ме беше прашањето. Биткоинот како технологија не е многу
не поддржува голем број на трансакции во секунда и не е погоден за такви Не е чести... податлив, така. Не е податлив. Цената на трансакцијата не е толку ниска, бројот на трансакции во секунда е ограничен, 10 минути е блокот. И биткоинот, цената на еден биткоин е речиси $100,000. Тој повише одговара, тој е како дигитално злато, како нешто во кое што се чува вредност на долги стази. А има други... Одлично кажано. Да, а има други криптовалути во кои што блоковите се на по една секунда. Значи, вие сега ако платите, другиот ги добива за една секунда парите. Трансакцијата е прилично ниска, сумата на трансакција на плаќање и така натаму. Например, вие сега, да речеме на некој лице од Австралија да му пренесете одредена вредност преку банка, треба да ја знаете неговата банкарска сметка, па да отидете во банка да ги трансферирате парите, па тоа ќе трае неколку дена. Во криптовалути он може во моментот да отвори сметка, да ви каже сметката е таа, вие имате паричник, снимнувате апликација, му ги префрлате и он за неколку секунди да ги добие тие средства. Во тој дел има огромен број на погодности. Јасно. Добро, овде го затвараме целиот овој дел поврзан со криптовалутите. Почитувани гледачи, се надевам дека ви се некои работи појасни, мене мислам дека ми се појасни. Останува да не се повторуваме она што важи како предупредување, но да го искористиме професорот уште малку, уште 10 на минути имаме најмногу од оваа емисија, да го прашаме и за некои други работи, за вештачката интелигенција. Исклучително важно прашање. Почнавме да ја чувствуваме вештачката интелигенција насекаде околу нас. Буквално толку брзо напредува таа технологија и веќе станува дел од нашето секојдневие, нема бегање. Едно од прашањата што многу често се наметнува во јавноста е може ли таа вештачка интелигенција всушност да го загрози пазарот на трудот? Да ни ја преземе работата, условно кажано, на сите нас. Па вештачката интелигенција ќе направи промени на пазарот на трудот. Нема да го загрози. Одредени професии ќе исчезнат, но за сметка на тоа ќе се појават нови професии. Тоа е во согласност на Џозеф Шумпетер теоријата за креативна деструкција, каде што кога се појавува одредена нова технологија, таа уништува нешто што е старо, да. Нешто што е старо, нешто што не е толку економично, за сметка на тоа се појавува нешто ново и тоа ново отвара повеќе работни места. Така што вештачката интелигенција ќе замени, ама ќе отвори нови работни места. Сега ние треба да бидеме отворени кон примена на вештачката интелигенција затоа што таа во исто време и ќе ги зголемува и ќе ги намалува разликите. Ќе ги зголемува и ќе ги намалува разликите и меѓу луѓето, а и помеѓу државите. Што значи тоа? Ако две лица, да речеме, што имаат различни интелектуални можности, доколку не користат вештачка интелигенција, разликата меѓу нив ќе биде голема, толку колку што има разликата во интелектуален капацитет. Ако двете лица користат вештачка интелигенција, таа вештачка интелигенција ќе ги порамни, ќе ги намали разликите. Сега ќе ги зголемува пак разликите, ако едниот употребува, другиот не употребува вештачка интелигенција. Тоа нешто ќе биде и со земјите. Значи државите, ние како Македонија треба да се стимулира што е можно повеќе користење на вештачка интелигенција, затоа што таа ќе олесни многу работи, ќе зголеми продуктивноста. Добро, се согласувам со овој дел, апсолутно, меѓутоа имате овде еден момент. Потребно е прилагодување. Ние, генерално, да не бидам сватен сега во некоја погрешна смисла, не сме нешто особено податливи за прилагодување. Тоа значи кај наш човек ако фати една работа, ја работи, сака да ја работи од почеток до пензија и тоа е тоа. И сега вие него му велите, чекај малку, оваа твоја работа веќе нема вредност затоа што вештачката интелигенција објективно презела многу побрзо, многу поквалитетно ја завршува таа работа и сега ти треба да се преориентираш. Кај наш човекот не е толку влюбен во идејата да се преориентира и одеднаш на свој 40-50 години да почне да занимава со нешто друго. Па има една изрека и од Сократ, пантарей, се тече, се се менува. Значи стариот добар Сократ пред 2400 години кажал нешто што и сега треба да се применува. Се тече, се се менува. Не можете никој пат да влезете во иста река, таа е променлива. Или пак единствено нешто што е константно во светот, тоа е промената. Колку полесно прифаќаме промени, толку подобро ќе биде, толку поголем прогрес ќе имаме, толку ќе се зголемува нашиот бруто домашен производ, ќе се зголемува продуктивноста, ќе се зголемуваат приходите. Ние не можеме да се спротивставуваме на промените. Кај нас тоа мора да започне прифаќањето на промените и на новите технологии од имплементација на соодветни законски регулативи. Например, ние многу касниме во прифаќање на тие технологии. Да речеме, кај нас се уште
не е присутно нешто што во светот е многу старо и е речиси старо 30 години, да речеме систем за плаќање PayPal. Да, ние го немаме, се уште. Ние тоа се уште го немаме, а тоа веќе е технологија што е прилично стара, што може би ќе биде заменета од нешто друго. И сега со тоа се оневозможени многу луѓе што живеат во Македонија, што имаат некаков производ или услуга што можат да го продаваат на некој, тоа не може да го направи затоа што во Македонија не е можно да се отвори PayPal акаунт на кој што ќе се примаат средства. Може да се отвори сметка и тоа последните неколку, иначе пред тоа ништо не можеше. Може да отворите сметка преку која ќе плаќате, значи да трошите средства, да одлеете пари. Меѓутоа средства на која што ќе примите пари не може да се отвори. Криптовалутите исто законски кај нас не се прифатени. Да речеме словенците многу побрзо ги прифаќаат тоа. Они донесоа закони во кои што ги се препознаа криптовалутата како технологија. Донесоа и друг закон, после криптовалутите се појави нешто што се вика NFT, non-fungible tokens. И тие станаа прилично популарни. Словенците И словенците паметно го легализираат сето тоа на некој начин. Да. Кај нас мораме да одиме побрзо кон да не се спротивставуваме, да прифаќаме дека тоа е во ред, да биде возможно. Еве да речеме во Македонија сега вие не може компанија да дел од своите средства што ги има да ги претвори во криптовалута, да речеме во биткоин и на тој начин да чува одредена вредност. А имаше огромни инфлации последните временски периоди. Вие доколку чувате во било каква валута средства, тие губат од својата куповна моќ. Инфлацијата последните 2-3 години беше над 20%. Значи вие ако сте имале милион денари, тој милион денари сега 200.000 денари има помала куповна моќност од пред тоа што. Кажете ми, дигиталната трансформација во цела оваа работа колку има удобно? Ние постојано зборуваме за дигитална трансформација и министерот најавува постојано сега ќе ја направиме. Дигиталната трансформација е многу битна и за општеството и за компаниите. Дигиталната трансформација, доколку државните институции се дигитално трансформираат, тоа значи дека ќе се створат многу подобри услови за функционирање на бизнисот, за живот на граѓаните, ќе ги искорени корупцијата, услугите ќе станат поефикасни, нема да се патува од едно на друго место, многу работи ќе можат да се извршуваат од компјутери, од мобилни уреди и така натаму. Тоа ќе овозможи и впрочем и кризата што се од 2020 година навакуму што ги живееме, покажаат дека земјите кои што се со поголем степен на дигитална трансформација и компаниите што се со поголем степен на дигитална трансформација се многу поотпорни на економски кризи. За компаниите веќе не станува збор. Тие компании што нема дигитално да се трансформираат, тие нема да преживеат, затоа што ние сега се појавува генерација, дигитална генерација. Младите луѓе сите користат мобилни телефони и компјутери. Тие го восприемаат светот преку мобилниот телефон. Вашата компанија, ако не е присутна таму, ако услугите не се достапни на веб или преку некоја апликација, бројот на купувачи се повеќе и повеќе ќе паѓа, а ќе расте бројот на купувачи кај компаниите што го возможуваат тоа. И сега конечно прашање, сосема на крајот, дигиталната трансформација не е возможна без сајбер безбедност, така се нарекува, нели? Таа сајбер безбедност може да ја обезбеди државата да ја осигури или кој? Дигитална трансформација значи вие да го реиновирате, да ги реиновирате сите процеси во државната институција или пак во компанијата во која што работите. Да се реобмислат сите процеси, да се оптимизираат процесите и од поново да се дефинираат. Да се станува поефектно, добро. И откако тоа ќе се направи, се прави софтвер и сите тие процеси се одвиваат преку софтвер. Значи вашето работење се одвива преку информациони системи. Ако тој информационен систем некој го нападне, ќе го онеспособни и вашата компанија нема да работи. Затоа дигитална трансформација без сајбер безбедност, тоа е рецепт, сигурен рецепт кон катастрофа. За да таа мора да оди во паралела со сајбер безбедност. Покрај тоа што се одвиваат процеси да се направи таа дигитална трансформација, треба да се обезбедуваат и средства, информациониот систем да се обезбеди, инаку ќе дојде до сигурни финансиски загуби. Еве, например, ние да земеме еден поекстремен пример. Амазон оваа година ќе направи промет над 600 милиарди долари. Нивниот бизнис се одвива преку веб портал amazon.com. Нема физички продавници. Джеф Безос, нели? Джеф Безос, нема ништо друго. Значи, они прават 70 милиони долари на саат промет. Боже мили, какви пари, ако нивниот IT систем не работи 10 сати, тоа се загуби, директни загуби од 700 милиони долари, затоа што не се оствариле продажби. А дополнително тука има нарушување на репутација, клиентите отишле на друг таков, па виделе дека таму има
поинтересни функционалности во континуирано може да се префрлат на некоја друга таква компанија, или пак доколку дојде до нарушување на безбедноста, може да дојде до пристап до одредени доверливи информации за лични податоци на физички лица или индустријска шпионажа и така натаму, и сето тоа да возди. Но тоа нас се случуваше веќе, професоре. И тоа на најкревки места би рекол. Кај нас се случија изминатиот период напади на повеќе места. Имаше во Министерство за земјоделие. Токму така, за тоа зборувам. Затоа ние мора да размислуваме на сајбер безбедност. Ја во повеќе наврати и на повеќе интервјуа сум и предлагал да се направи државен дата центар. Во тој државен дата центар да се хостираат информационите системи на државните институции. Тамо да се применуваат системи на виртуализација, да има бекапи, да има дизастер рикавари центри, да има луѓе што сите IT лица да не бидат распределени по разни институции, па да не може да се формираат тимови, да се соберат на едно место, подобро да бидат платени, да вршат континуиран мониторинг што се случува, да ги обезбедуваат информационите системи и на тој начин да ја подобриме нивото на дигитална трансформација во нашата земја, затоа што во последниот извештај што го имаше Европска унија од 2021 до 2023 истражувањето, за жал Македонија е последна земја во Европа по индекс на дигитална трансформација со индекс кој што е само 35, а просекот во Европа е 70, најдобрите земји се над 90. Значи ние доколку тоа сите овие недостатоци понатаму се огледуваат на многу полиња. Например, последните 4 години имавме најмал раст и тоа споредувано со земјите од Западен Балкан. Што не е добро. Значи на тоа влијаат многу фактори. Еден од важните фактори е дигиталната трансформација. Многу студии покажаат дека дигиталната трансформација може да води кон раст да учествува во растот на бруто домашниот производ со 25%. Значи можеме да оствариме поголем раст за 1/4 од тоа што го остваруваме, само доколку имаме повисок степен на дигитална трансформација. Орте Симов, професор на факултетот за информатика, ви благодарам за ова предавање вечерва, мислам дека беше изворедно. Благодарам и на вас за поканата. Да. Постојани гледачи, јас се надам дека го слушавте ова предавање со внимание. Откривме многу важни и интересни работи и пораки кои што треба да се земат сериозно од сите нас. Како и да е, тоа беше се за вечерва. Утре во 15 часот е репризата издание на оваа емисија, а јас ви посакувам пријатна ноќ.